Тоа што планскиот документ е срочен на над 1000 страници со сеопфатни образложенија за карактеристиките за идната депонија, зборува за сериозноста на проектот кој треба да промени многу состојби кога е во прашање отпадот и неговото третирање. Документот веќе ја мина јавната презентација, а заврши и стратегиската оценка во однос на животната средина. Сега на општините им преостанува да го усвојат. Потоа следува изработката на техничката документација и утврдување на локацијата каде ќе биде изградена регионалната депонија. Суштинските прашања околу кои дебатираат градоначалниците и стручните лица во проектот се однесуваат на начинот на кој ќе се собира отпадот, што е условено од цената на оваа услуга и дополнителниот ефект кој би се остварил со производство на компост употребли во земјоделството. Почетната инвестиција во проектот за управување со отпад надминува 28 милиони евра, од кои околу 4 милиони треба да се вложат за доуредување на постојните и дивите депонии во регионот, како и средства за набавка на соодветна механизација и опрема. Ресорното министерство ја има поднесено апликацијата за изработка на студија за регионалната депонија, која ќе ги даде суштинските податоци за собирање на цврст отпад, но и местото каде ќе се гради депонијата. Отпадот, откако ќе се селектира, ќе биде сопственост на општините кои ќе го продаваат, а исто така преку регионалната депонија ќе се управува со него и ќе се остварува приход на регистрираната фирма.